Вака, прво сега во два-три збора да кажам зошто Apple и зошто користење на Macintosh во фотографија. Не случајно сега во светов, да кажеме, професионалните студија за фотографија, сите агенции сегде воопшто каде што се комуницира фотографија, дизајн и воопшто визуалните уметности, стандардот е користење на Apple. Ќе ви кажам пример еден дека зошто тоа не е случајно. 2009-та подготвував самостојна изложба, до тогаш работев на PC. Веќе беа подготвени сите фотографии, го земав својот прв мек. Негде недела дена пред изложбата. Ги отвори фотографиите у мекот и видов одеднаш дека имам милион грешки во сите фотографии. Значи, таа резолуција што ви ја дава мекот, прецизност на курсорот и поддршката која што таа конфигурација ја има кон софтверот кој што го користи Apple, прави да имаме апсолутна контрола врз фотографиите и да откриеме делови, да влеземе во детали кои што на обичните компјутери не можеме да ги видиме. За почеток би почнал со основни сетинзи за фотографирање, односно како да заборавите да користите више опцијата програм во фотоапаратите. Ќе ви објаснам неколку основни поими кои што после ќе ви помогнат при користењето на софтверот, како полесно да ги аџастирате, односно да ги подесите фотографиите. Ќе почнеме од самото име. Користиме DSLR камери. Тоа е дигитална single lens рефлексна камера. Што значи тоа? Тоа значи дека сликата ја гледаме преку објективот. За разлика од фотоапарати, каде што имаме viewfinder, и каде што гледаме директно низ него, не гледаме низ објективот, ова SLR-от ни овозможува да гледаме точно тоа што го гледаме, да знаеме дека ќе го пренесеме на фотографија. На филмот, односно сега на дигиталниот чип. Почнуваме три основни параметри, од три основни параметри зависи успешната фотографија. Од измислувањето на фотоапаратите до овие дигитални фотографии, три основни параметри за кои што треба да ги подесиме за да имаме добра фотографија. Блендата, брзината на експозиција и осетливоста на филмот, односно во овој случај осетливоста на чипот кој што го користиме. Блендата или aperture, тоа е она што кај сите апарати ви е означено како А. Значи, на местото каде што бираме дали идеме на програм, aperture или shooter priority, го бараме А. Што значи aperture, односно блендата? Тоа е мала диафрагма, метална, која што ни го со која што контролираме отворот во самиот објектив. Односно, колку светлина ќе дозволиме да влезе до чипот. Тие се означени со F бројки. На самите објективи може да видите секоја се означена минималната бленда. Што поголем број, тоа е помал отворот на блендата. Односно, ако имаме F22, тоа значи дека имаме многу мало дупче, многу мало дупче пропуштаме светлината да влезе до чипот. Што поголем број, најголем обично кај нормалните објективи е 2,8 иде до 1,41. Што поголем број, тоа значи поголем отвор на блендата. Значи повеќе светлина дозволуваме да влезе до самиот чип. Сега идеме на вториот параметар. Тоа е брзината на експозицијата. Односно, тоа е направа која што е пред чипот во форма на завеса и со брзината на незиното затварање контролираме колку време дозволуваме светлината низ објективот да го осветлува чипот, односно филмот порано. И третиот е осетливоста на самиот медиум. Може да е филм, во случајов е дигитален чип. Четвртиот поим, кој што ќе го кажам, е уствари збир на сите овие три и се вика експозиција. Експозицијата е идеалниот однос на тие три параметри, блендата, експозицијата и осетливоста на филмот, брзината на експозицијата и осетливоста на филмот, кој ќе ја направиме идеалната комбинација, ја добиваме така наречената експлозиција, односно количината на светлост која се ни дозволила да влезе до чипот. Сето тоа го контролираме преку светломер, кој што го имаат сите современи фотоапарати. И за почеток може да демонстрираме, после ќе ги внесеме фотографиите, ќе ги направиме групен портрет, например. Намалено светло, осетливост ја подесуваме на поголема вредност, да кажеме 800
аса. Мериме ни светломерот. Светломерот покажува дека идеално е било да идеме со 25 дел од секундата, тоа е брзината на експозицијата, и најголем отвор на бленда, пошто имаме малце светлина, најголем отвор на бленда, односно 2,8. Еве ќе направиме на портретче. Насне се насем, серија 3. Сега ќе дам да внесеме, да може да демонстрираме како тоа после ќе се уработува. Значи, до сега кажавме за аперчер, односно отворот на блендата, S ознаката на апаратот, тоа е шутерот, односно брзината на експозиција, и осетливоста, ќе ви кажам и на англиски и на македонски паралелно, пошто сите ознаки на камерата и полос на софтверот се на англиски. И сензитивите, односно осетливоста на самиот медиум, на чипот или на филмот, кој што користиме. Продолжуваме со термините, кои што после ги користиме при обработка на фотографиите. Сте чуле сите за white point или white balance. За да се фотографира некое тело, најбитно од све што е, тоа тело да се осветли некако. Секое светлечко тело осветлува со одредена температура на светлината, која што ја изразуваме во Келвин. Да кажеме, плаво небо, ведро, зрачи околу 12 до 14.000 Келвин. Сончев ден, сончева светлина, 6.000 Келвин. Обична лампа, 3200 Келвин. Фотографски ден се добива на 5.500 до 6.000 Келвин. Зашто е тоа битно? Сте приметили кога сликате со вашите апарати во затворена просторија дека фотографиите ќе испаднат црвени или наранџасти, да кажеме, така. Или ако сликаме надзор, сте приметили дека добиваме нека тотално плава нијанса на фотографиите. Сето тоа е пошто не ни е подесен на добро белата точка или white point или white balance. Што значи тоа? Бела површина во сите услови сакаме да испадне бела. Подесувањето на white balance значи да го сетираме апаратот во било кој услов белата да добиеме како бела боја. Подоцна сите, ако белата е сетирана како бела, сите останати бои се прилагодуваат на тоа, односно ги добиваме реалните бои и нијанси на фотографијата. Тоа што гледаме, тоа го добиваме. Второ е контрастот. Контрастот самиот си кажува и лесно е да лесно се сваќаш, да, контрастна фотографија е всушност распонот од белата до црната, до најцрната точка, распонот на сите нијанси, сите бои. Што поголем контраст, тоа имаме помал распон на нијансите. Поголем контраст, помалци нијанси. Помал контраст, побогати нијанси. Најбоље да се најде идеалната средина. Hue. Ќе го најдеме скоро у сите програми за обработка на фотографии. Hue е чистота боја, чистота нијанси. Red, green, blue и yellow. Значи, црвена, зелена, плава и жолтата боја. Чисти бои без примеси на црно и бело. Тоа е хјуто. Врзано е со сатурацијата на бојата. Сатурацијата па значи колкав интензитет на хјуто имаме. Односно, колку е заситена една одредена боја. При обработка ќе се сретнеме и со поимот noise, односно noise е додаден кога е смислена дигиталната фотографија. Noise одговара на она што го викаме зрно на филмот, односно ако се сеќавате на тие фотографии порано ги правеа на негатив, и кога ќе испадне зрно на фотографијата, што значи го користиме максимумот од негативот или од слайдот, и веќе се појавува некое зрно, тоа адекватно на дигиталната фотографија се вика noise. Ќе имаме алати, ќе се сретнеме со алати кои што го редуцираат тој noise, односно ги редуцираат тие пиксели и точки кои што нема место да се појават кај што се појавиле. Сликаме плава вода и одеднаш гледаме пиксели, црвени, жолти, зелени, значи нешто што не може тука местото. Ќе сретнеме алатки со кои што тоа се поништува и се брише. И последниот израз, sharpness, исто и тоа е јасно, значи тоа е својството на објективот да го пренесе детаљот на фотографијата. Што подобар објектив, тоа подобар детайл имаме на самата фотографија. Повторно ќе сретнеме алатка со која што можеме да го појачаме или да го стичаме
да стичаме оштрината на самите фотографии. Следно, Макинтошот ни овозможува да со неговиот софтверот на Apple, да направиме многу едноставно, без многу знаење, корекции на самите фотографии. И повторно, за тие што ќе се заинтересираат и што сакаат повеќе да анализат самата фотографија, односно, својата идеја и замисла да направат идеално како што замислува да направат, ни го возможува исто до тоа. Значи, ви објасних за експозицијата, односно за таа идеална комбинација на блендата и брзината на затварачот. Веќе слика на фотографија, имаме можност тој однос да го зголемуваме или да го намалуваме. Односно, да го наместиме точно како што сме го замислили ние да го подесиме. Во случајов добро измерено светло и немаме голема корекција. Контрастот. Второ. Контрастот тука веќе ни е јак, пошто имавме така наместено светло, така на малце ќе го намалиме контрастот и доаѓаме до сатурацијата, односно до, меѓутоа тука е стисната една опција која што не ни дозволува да ги сатурираме боите на кожата. Обично кога обработуваме фотографии, гледаме кожата да сочуваме бојата на кожата да сочуваме како таква и на Apple му текнало да стави една опција со сите бои да може да си играме, освен со бојата на кожата. Еве сега ќе видите кога нема таа опција и кога има таа опција. Во овој софтвер е крстено како Definition, ќе го сретнете и како Clarity опција. Односно, тоа е чистината на детајот на самата фотографија. Нешто слично со Sharpness. Значи, што прави филтер? Ги селектира деловите со слична осветленост и ги изоштува, им дава посебна чистина. Следен сетинг, highlights, односно ги контролираме најсветлите делови на фотографијата. Колко ја чуваме highlightот? Или го стемнуваме? Пошто беше добро осветлено, го оставаме сега како што е. Тука што ни фали на фотографија гледам дека за сенките, малце да ги извадиме деталите во сенка. Тоа го правиме со shadows. Опцијата shadows ни возможува све што е highlight, све што е осветлен дел, да остане како што е, а деталите во сенките да се истакнат. Односно тоа што во себе било црно и не се гледало, се го правиме видливо. И тука наоѓаме некоја средина. Оштрината. Често се претерува и се добиваат нереални фотографии. Се зависи од објективот што го користиме. Ако тој возможува добраоштрина, тогаш не мораме воопшто да коригираме оштрината. И denoise, тоа е тоа што ви спомнав, тоа зрно што се појавува кај дигиталната фотографија, односно кај негативот беше зрното на самиот филм. Тоа се тие пиксели кои што не ни требаат, односно се појавуваат поради лоши светлосни услови, поради лошо експонирана фотографија. Со denoise на некој начин ги блурираме само тие делови кои што не се потребни, односно тие пиксели кои што се диви. И последниот сетинг има врска со white balance, односно тоа што ви го спомнав, дека фотографијата зависи многу од топлината на изворот на светлина, кој што го користи. Овде сликавме на вештачко светло, не сликавме со блицеви, не е дневно светло, значи имавме негде топлина околу 3500 келвина. Затоа фотографијата е претопла, така имаме премногу жолти нијанси. Ова алатка ни возможува да смениме температурата, односно да доведеме до нека нормала од околу 5500 келвина. Значи, од ова што ги имавме, идеме на нека нормала. iPhoto-то ви ги возможува овие основни корекции на фотографијата, кои што можете со многу малце
вежбање да ги направите и да ги дотерате до совршенство. Значи од фотографија, прво, зошто воопшто ги обработуваме фотографии? Има две причини. Лошо сме направиле фотографијата, па ја коригираме преку софтверот, или со софтверот сакаме да постигнеме некој ефект кој што сме го замислиле пред да фотографираме. Овие основни корекции се дека возможува iPhoto, односно софтверот на Apple.